Здраво, Македонија! Добре дојдовте во првата емисија на вечерното шоу во 2026 година, односно веќе влеговме во 5-та година од постоењето на ова наше убаво дружење. Па ви благодарам што сте со мене сето ова време и ве поканувам да продолжиме заеднички да гледаме, слушаме, размислуваме, анализираме и излекуваме сопствени заклучоци, бидејќи така сме најблиску до вистината. Годинава започна комплицирано и за Мадуро од Венецуела, но и за сите нас. Мадуро од познати причини, а кај нас потрес на самиот старт на годината. Поточно, откако му заврши зимскиот распуст на македонскиот Кисинџер, токму така Венко од СДС. Се одмори човекот, поточно не се одмори. Додека сите ние се одмаравме и јадевме салати и сладки, тој размислуваше како професорот Балтазар мислеше, се шеташе, мислеше и на крај смисли одговор на понудената лидерска средба од премиерот Мицкоски, на која Мицкоски предложи да разговараат сите лидери на партии за реформските закони, укинувањето на пржинската влада, изборот на јавен правобранител и други точки. И еве што смисли Вилипче. Средба со криминалци нема да има. Нема средба за техничката влада. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Средба со криминалци нема да има. Ајде мајката, жестоки момак, дечко успону, немало тој да се среќава со криминалци. При што криминалците во реченицата се неговите политички противници. Зошто се криминалци? Едноставно затоа што Венко го кажува тоа. Кој не е криминалец според него? Па, например, овој човек. По твое, што цели јас ке имам? За земјиште? Оти таму ми кажуваат 70 динара. Таму има цени 438 динара и има цени 71 динара. И как ќе одлучим? Јас така ќе колку пати да кажам? Как да го нацртам? Ти кажам как? 1 евро на црквата и 1 евро од квадрат ми дори се. На мене? Директно пред мене. Тоа сега пак ќе се питаме сега. 70 динара е како метар квадратен за државата. Од тие пари вие дел имате, колку имате, вие се знаете. 80% е на општината, 20% е на... А другото тие са плюс 2 евра, како ќе кажа. Така, това е едното директно на црквата. Директно на црквата. Ке си го платиш, сакаш така, сакаш го тоа. Едното евро е там, а другото как ќе го платам? И тоа треба да знам. Кај виците, например. Добро. Кај виците. Ovo se zna, менувачница. Во оваа прилика би се рекло, средба со криминалци може да има во некој зимски центар, или со моторчињата која се возиме, или на јахта, или во Дубај на Харис Џиновиќ, инаку нема да има. Нашите криминалци не се криминалци, тоа се лидеришта со визија. Оние другите кои не збумбаруваат на избори, тие се криминалци. Виновни за кривичното дело облюба врз немокна опозиција, а не беа немокни и никогаш не ни може да се целосно немокни, освен кога самите одлучуваат дека не сакаат моќно одлучување. Зошто сега така одлучија да не седнат на масата, кој знае, можеби не се доживува како лидер Венко, иако досега, откако стана веде чувар на тронот во СДС, неколку пати сами одбараше лидерска средба. Иако од ВМРО-ДПМН веќе го отфрлија барањето на председателот на СДСМ Венко Филипче за одржување лидерска средба за евроинтегративниот пат, тој натаму не се откажува од ваквата идеја. Добро е новие теми да седнат лидерите на сите партии, може за почеток на парламентарните партии. Ги видов реакциите, го видов одговорот и на премиерот и би му го образложил овој план и нешто подетално на средба. Уставните измени, но и неколку формулации како тие би се решиле, односно како бугарите би влегле во македонскиот устав, а со таа формулација би имало и гаранции за Македонија и би била прифатлива и за земјава.
Ова е планот со кој што лидерот на СДСМ Венко Филипче в понеделник на Советот за евроинтеграции планира да ги покани сите парламентарни партии на лидерска средба за уставните измени. На Националниот совет за евроинтеграции во понеделник е соопштан предлог дневен ред за лидерска средба во врска со откочување на евроинтеграцијскиот процес. И не само во овие прилики. Лидерската средба за Филипче едно време беше конструктивност во интерес на државата. За Фани Сорос, заменичката на Венко, одбивањето лидерска беше неодговорен чекор. Пак на Венко одиме. Тој еднаш издума и изглаголи дека неприфаќањето лидерска значило дека ВМРО има интерес од меѓуетнички тензии. И сега, ако СДСМ земе да си пишува соопштение за самата себе, во оваа напредна колумбиска фаза во која што се пишувачка фаза, би рекле дека Филипче одбира да е неконструктивен, дека Филипче е неодговорен, дека Филипче има интерес да има тензии во државата. Ама не е тоа вистината. Тој претходно бараше лидерски средби за да покаже дека е лидер, нели, за да покаже конструктивност и да биде во центарот на вниманието. Сега одбива бидејќи веројатно ќе треба да го каже ставот за пржинската влада, а тоа е проблематично од неколку аспекти. Сега ќе ги погледнете. Да започнеме со анализа. Нема средба за техничката влада. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Нема средба за техничката влада, вели, па дека Мицкоски бил во тесно, па Мицкоски барал алиби за распишување избори. Алиби, колку што сум последно информиран, е изговор за некоја неуспешна постапка. Кое би било алибито на Мицкоски за да распише избори кои никој не ги најавил, освен СДСМ и Венко Филипче? На анкети ВМРО води убедливо, односно на избори ВМРО може да оди уште утре или подоцна вечерва. Напротив, на СДСМ му треба алиби за да нема избори, ако владата реши да ги распише, а најави дека за сега не планира. И на Филипче му треба алиби за да каже дека е против укинувањето на пржинската влада. За разлика од ставот на СДСМ пред ланските избори, односно пред да дојде тој на тронот на Бихачка. И предходникот Ковачевски беше против техничката влада од 100 дена. А и тој пред него, како се викаше, Заев, да. И тој беше против техничка влада. Ама сега, Филипче е за техничка влада, веројатно бидејќи тоа е единствениот начин како некогаш повторно да биде дел од некоја влада. Според бројките во моментов и според прогнозите за блиска и иднината на среден, можеби и подолг рок, не се. Затоа неговите политички опоненти одеднаш стануваат уплашените криминалци кои бараат алиби да не се сретнат со него како политички великан и фаворит на некакви си избори, веројатно, не знам, симпатични идеи, што не ќе мутекни на човек кој ќе одморит малку на планини со бело. Ова што се случува е сценарио кое што е смислено уште лани, кое јас и СДСМ го разоткривме и јавно го говориме повеќе од 2 месеци. Значи уште лани смислиле сценарио овие ВМРО-вчишчава, ама Филипче го разоткри и го објави. Ајде да слушнеме што разоткрил. Предвремени избори па мигранти за пари. Вау, пак ли мигранти за пари, траскањето зелени? Британија го демантираше, ама не, тој открил, разбирате. И сега тоа што Мицкоски повикува на лидерска за реформски закони и законот за влада, односно укинување на пржинската влада преку консензус и диалог со сите политички партии, тоа било доказ за мигранти за пари и предвремени избори. Што би рекле во Алан Форд, ти не си глуп, само немаш многу среќа кога размислуваш. Нема пари во буџетот, власта се брза да превземе мигранти, да земе кредит 6 милиарди евра плюс 20.000 фунти по мигрант, како што пренесува британските медиуми. Значи, пред финансиски колапс сме и ќе увезуваме мигранти од Британија за да земеме кредит. Леле, колку само ќе уживам во овие изјави кога за некој месец нит избори ќе се видат нит мигранти. Освен ако СДС ептен не запне да има избори, бидејќи се многу засилени со Јон и Сокол. Мицкоски тендер коалицијата ВМРО знам, нека си ги распишат изборите сами, кога веќе се имаат испланирано, СДСМ нема да биде покритие за ова сценарио. Ама како СДС би била покритие за распишување избори ако учествува на лидерска средба за реформски закони и за укинување на пржинска влада? Еве, да речеме СДСМ учествува и вели на таа средба не сакаме укинување на пржинската влада, ама мнозинството со 60 на рака во парламент сепак ќе укине. Или пак, ако има консензус на сите партии за реформските закони, за изборот на јавен правобранител, како ако тоа се случи,
би се распишале избори на магичен начин. И зошто побогу СДС ги плаши граѓаните со избори? Нека си распишат, вели храбриот Филипче. Ние нема да сме им покритие. И повторно имаме проблем со термините, луѓе. Покритие значи дека СДС би биле лажна причина за да има избори, а реалната е друга, нели знаеме, банкрот, мигранти, ројскакулци, библиски потопи, така натака. Ама како СДС би била покритие за ова? Што ќе каже ВМРО? Еј, луѓе, Филипче дојде на лидерска, одиме на избори! Мислам, дајте бе малку кохерентност во говорењето. Техничката влада мора да остане. Знаеме. Иако СДСМ претходно викаше дека техничката влада мора да се укине, сега вели дека мора да остане. Но и за лидерска викаа дека мора да има, сега велат дека немало да учествуваат, бидејќи тие си стојат на зборот. Секогаш. Техничката влада мора да остане. Затоа што власта узурпираше се. По-конкретно узурпираше фотели како онаа на Венко и другарите. Додуша со помош на 1,5 милион народ, кој пак додуша за СДС на изборите прати порака дека се речиси зрели да престанат да постојат. Ама нормално, Зоки Поки ќе ни каже други причини за овој негов став. Па слушнете што узурпираше власта. Ги стави канџите во правосудството. Како не бе, затоа пролив добиваа обвинителите која ќе требаше да се спроведе истрага за некој криминална, како до сега коалицијата. Превзема целосна контрола врз обвинителството. Не би го нарекол баш така процесот во кој година и пол го оставија обвинителот избран од СДС и ДУИ да покаже дали држи до правото или до партијата. Носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската Унија. Тоа го прави за заштита на криминалот на власта. Мислам дека некој друг донесе измени на кривичен законник за заштита на криминалот на тогашната власт која се подготвуваше за идна опозиција. Ама ај да не ти расипувам расположение. Сега сепак се новогодишни празници. Донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата. И слободата на говор е укината. Тоа што во моментов го гледате како трабуња дека власта била криминална, ќе носела мигранти за пари, тоа е укинатиот слободен говор. Тек да не беше укинат, со пишчоли по улици ќе говореше џанам. Бре, што ум ќе беше ова. Со тоа ја загуши дополнително демократијата. Слушај го, Венко, како во ковид пандемијата. И аплауз за оваа изјава ве молам. Слободно си држи говор, во кој вели дека му е укинато правото на слободно држење говор. Плюс по тоа соопштенијата споредуваат дека онаа декларација во парламентот со која се осудуваат лажните изјави, ширењето паника за некакви мигранти за пари, демантирано и од Британија, дека таа изјава, таа декларација им личела како некој декрет на Хитлер. Со гајда да ги жалиш нема да е доволно мелодично. И за сето ова во текот на утрешниот ден ќе организираме брифинг на кој што ќе ги соопштам во детали работите кои што се прават во правосудството со поднесените предлог закони. Едва и го чекам тој брифинг, за после да го преведеме тука на народен јазик. Ама замисли новинарите ти речат, не учествуваме ние на брифинг на партија која обвинува медиуми, се кара со медиуми и новинари дека биле платеници на власта, бидејќи не ги објавувале сите соопштенија и тантруми на СДС или бидејќи не се залюбени во Филипче. Или пак ти речат, не учествуваме на брифинг на партија која еден Шилегов или против кандидатот на Филипче Јован Деспотовски ги нарекува соработници со власта. Зошто? Бидејќи искажале критика кон светото раководство на СДС. Се надевам сепак дека ќе дојдат утре медиумите, апелирам да дојдат и да снимаат се од А до Ш. Мислам, треба и ние тука да се забавуваме малку по тоа, нели? Како што реков, сепак се новогодишни празници. Хо! Да не бе овие чекори, можда и можеше да се разговараме, ова е класична мафија. Значи, ако го оставеа обвинителот со 2% доверба, ако не ја искритикуваа СДС за лагите со мигрантите, може би тогаш ќе седнеше на маса Венко, бидејќи тој бира со кого седи на маса бе. Ама бидејќи ВМРО има спротивен став од тој на СДС, тој нема да седне со нив на маса и затоа се тие криминалци. Ова другарици и другови се вика алиби, бидејќи другарици и другови на омилениот српски на Вилипчевци не им цути цвече во нивно предузече. Пред 2 месеци беа потопени на локални избори, а еве го сега одморениот чувар на тронот кој власта ја нарекува мафија со која нема да разговара, а претходно кога молеше за лидерски, валјда власта не беше тогаш мафија, или тогаш беше спремен да седне на маса со мафија, или може би биле мафија, ама Венко не знаел. Кога дознал? После изборите, точно така, кога тргнаа неговите да го симнуваат од фотелјата. Свашта човек ќе научи кога дупето му е загрожено. Провидение ќе има како ова кое го гледате.
Со криминалци кои се обидуваат да узурпираат се и да се спасат себе си, нема седнување на маса за техничката влада. Овде остава простор да подседне малку на маса, можеби на ќошот на столот, ама на други теми. Тогаш нема да е власта криминалци со кои тој седнал, туку ќе каже, видете, висшиот јавен интерес беше во прашање, па мораше за доброто на граѓаните да седнам на лидерска. И да подсетиме зашто тој би седнал на лидерска. За уставните измени, така е, бидејќи и душа и дупе, односно фотелја дава, според лично признание, само за да им искејфиме на браќа бугари се што бараат од нас. Иако секојдневно подсетуваат отаде крива паланка, дека да, уставните измени се само почеток во едно пеколно сценарио на непризнавање и вето, а одбивањето на денешната власт да продолжи каде што СДСМ беше запрена од народот, Венко тоа го нарекува блокада на европските интеграции. За да сме донеселе мигранти за пари. Партија ли е, детска градинка ли е, со сета најголема почит и љубов кон детските градинки и детските игри. Но тие на деца им доликуваат. На големи им личат, ако тие големи се викаат Мистер Бин. Сето она што СДСМ го говори во изминатиот еден месец, сега се случува пред очите на граѓаните. Ајде сега да видиме што е сето она што го говорат, а се случува пред вашите очи. Како, например, што пред ваши очи гледате дека има мигранти од Британија. Еве, бегај бе ти мигранти од Британија и овде низ студио ми се. Се потврди поврзаноста со СНС и со Србија. Исто така, тоа што го зборувавме. Како е можно? Не можат без Вучич да го спомнат. Зошто? Само тие знаат, реално. Ајде да видиме сега, како се поврзани ВМРО и Вучич. Како е можно? Што, царе? Како е можно? Во рок од само еден час, по изјавата на Вучич во Србија, Мицковски да ги споменува изборите. Овде веќе имаме јака интрига. Како е можно? После изјавата на Вучич во Србија, на кого му бараат избори година и пол, и кој најави дека од октомври до декември годинава е можно да има избори во Србија. Тоа е таа изјава на Вучич која спомнува Венко. Како било можно Мицковски да ги спомнел изборите? А јас пак мислев дека СДС се тие кои спомнуваат избори, месец дена наназад, дека власта имала таков план. И не го мислам само јас тоа. Дали се подготвува терен за предвремени парламентарни избори, откако опозицијата ја актуализираше темата, а власта ги предупреди да внимаваат што посакуваат. Социјалдемократите го вперија прстот кон владеачкото мнозинство, обвинувајќи дека престои тешка година во која, според нив, власта ќе се обиде да го манипулира народот со лажни и нереални ветувања, како што наведуваат оттаму. Вистинските намери на власта ќе станат јасни веднаш по завршување на изборите, кои социјалдемократите ги најавуваат. Како е можно СДС да најавува избори само неколку дена пред Вучич да го стори тоа? Како е можно? Власта не спомнала избори, Венко и СДС спомнале избори и веднаш после нив, хоп, Вучич. Како е можно? Ајде слушнете уште една, како е можно позиција? Зошто 2026 година ќе биде тешка по изборите се ќе излеза на виделина, тогаш проблемите ќе се решаваат со уште поголем проблем мигранти. Веќе гледаме дека и со се уште мал број мигранти, власта на ВМРО знам не е способна да обезбеди соодветна безбедност за граѓаните. Да се подсетиме само на неодамнешното демолирање на кампот за мигранти во Табановци или тепачката за Нова година на плоштадот во Скопје. Тука сме каде што сме изолирани како црна дупка. Вратите на Европа повеќе не се отвараат. Велат дека 2026 година ќе била тешка година и имаат изразен евроскептицизам. Погодете кој друг има евроскептицизам, така е, Вучич, разоткриени сте СДС. А погодете и кој друг вели дека 2026 ќе е тешка година како што вели СДСМ. Да, повторно Вучич. Како е можно СДСМ и Вучич да се толку усогласени? Како е можно? Готово е, разоткриени сте. Забавно било без да вклучи човек мозок да зема да се расфрла со тези. Но забавно е кога правиме шеги и саркастични забелешки или коментари. Не е забавно кога си политичка партија која себе си се доживува како исклучително важна. Тогаш е жално и тажно. Што е тоа? Коинциденција или тоа што го зборуваме изминатите повеќе од месец дена? И сега е на сите јасно се, нема потреба од дополнителни објаснувања. Ви кажа човекот, не барајте објаснувања, на сите им е јасно се. А ако не ви е јасно, вие сте под влијание на Вучич и Мадуро. Акцијата на Соединетите Американски држави, Законот за Западен Балкан, каде фокус е борбата против криминалот и корупцијата, ги забрзаа работите. Зошто постои потреба
токму на најголемиот празник, на Божик, да се пласираат вакви политички вести. Ајде, сега е проблем што на Божик ги поканил Мицкоски на лидерска. Добро, кога треба? На Бадник, на Свети Стефан, на Великден, на Бајрам, на Духовден, за да е посоодветно. Ако не беше никаков празник, сигурно ќе речеше, зошто има потреба вакви политички вести да се пласираат во четврток? Зошто? И ќе додадеш, на сите им е јасно зошто. Јасно им е на сите како ден. Нема потреба повеќе да се објаснува. Инаку сериозно, ако може човек да биде воопшто сериозен во вакви моменти, каква врска има акцијата на Америка во Венецуела со политичките вести на нашиот Божик, замислете? Венко би прашал можеби и зошто токму на 3 јануари американците го собраа Мадуро. Зошто има потреба, би рекол, токму на почетокот на годината, додека се уште не ги изеле сите чоколади од пакетчињата, да го апсат Мадуро. Зошто се американците против новата година? Разоткриени се, би додал Зоки Поки. Во што се разоткриени, не е важно, не прашувајте. Тоа на сите им е јасно. Ке додаде лаконски тој. И нема потреба повеќе да се објаснува. Очигледно е дека се разоткриени пред целиот свет. Целиот свет ги разоткрива маровците, па затоа Мицкоски го покани Филипче на лидерска средба за реформските закони. Боже, помагај да разбереме, тешко е ова без ајахуаска. Постојат најави за црни листи, за санкции на политичари од целиот регион, кои што ќе бидат објавени овој или наредниот месец. Чекај, дали со црни листи Венко Филипче ги плаши во владата? Дали? Демек, Венко и Трамп се шајка против светските криминалци, Вучич, Мицкоски, Мадуро. Не знам кај беше Нонмор Човеков, но не би ме чудело ако бил во Дизниленд. Мицкоски повикува на средба, а до вчера ме обвинуваа, секој ден бара да си заминам од СДСМ, измислуваа за мене приказни Дубај, Хариджиновиќ, Сен Мориц, секој ден лажни вести, навреди додека со службите ме следат. Ако го викне на средба, не ти доаѓам зошто ме викаш. Ако не го викне, тоа ќе е доказ дека власта е антидемократска. А ако те подсетат дека беше неофицијален фотограф во Дубај, додека Зоке се гушкаше со Хариджиновиќ, ете и тоа е проблем и веројатно доказ дека, внимавајте, го следеле службите, бидејќи само тајните служби располагаат со телефон, а ако имате мобилен и го сликате Венко на некој аеродром или додека си ги лади на јахта, и вие сте тајна служба. И оваа емисија е нарачка од Вучич, Мадуро, американските демократи кои се против Трамп и Филипче и тајните служби на светската влада. Ало, председниче, да, како што сте наручили, терамо емисију, ударамо се, чукамо грудима наши, ајде, оставиме да довршам. И се тоа што ви го кажав е јасно. Нема што повеќе да се објаснува. Дури во СДСМ однатре се обидува да ја рушат партијата. И сега средба. Па дали мислат дека и јас и СДСМ сме наивни? Секој кој ја слушна оваа реченица, цитирам, дури и во СДСМ од внатре се обидува да ја рушат партијата. И сега средба. Па дали мислат дека јас и СДСМ сме наивни? Секој кој ја слушна оваа реченица, тврдам дека ќе се пронајде како потписник на овој филмски одговор кој сега ќе ви го пуштам. Како одговор на оваа реченица на Филипче. Еве го одговорот. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul. Потпишувам со двете раце. Молим те, човече, дај да привршуваме. Велите нема да има среда, односно вие не би учествувале на тоа и упатувате ВМРО сами да се распишат избори, што ако навистина распишат избори и да остане дури техничката влада, тогаш кои се позициите на СДСМ? Ќе учествувате во таква техничка влада? Ќе учествувате на избори? Апсолутно. Ние ќе учествуваме и сме спремни на избори кога и да ги распише ова најкорумпирана власт во Европа. Ама сега граѓаните ќе знаат. И лажните кампањи повеќе нема да им поминат. Ќе знаат дека на страната на ВМРО е криминалот, корупцијата, изолацијата и антиевропската агенда. Знаат дека не сакаат. Ќе знаат дека не сакаат да направат ниту еден чекор напред кон Европа, кон вистински реформи и кон тоа што граѓаните го барат и го очекуваат. А на оваа страна, на СДСМ, вистинските реформи
европскиот пат, вистинската борба против корупцијата и криминалот. Вистинските реформи, вели, биле на негова страна, иако одби да оди на лидерска за национален консензус за реформските закони кои од нас ги бара Европската Унија. Ова е некоја нова Филипчева реформа, да не учествуваш во реформите. Зошто? Затоа што владата ќе распишувала избори кои ти ги најавуваш и на кои ќе учествуваш, иако ги плашиш граѓаните со изборите. Да не го повторувам претходниот прекрасен коментар од филмот Били Медисон. Дај за крај нешто што ќе има грам логика. Порано и СДСМ бараше укинување на техничката влада, сега зашто сте толку многу против? Поради тоа што техничката влада беше воведена за да власта, тогашна на ВМРО-ДПМН, не ги злоупотребува институциите. А ние гледаме во овие години и пол дека во ВМРО ништо не е сменето. Продолжија со узурпацијата на сите институции. Тоа го видовме за време на локалните избори, злоупотребата на полицијата. Мислам дека на локалните избори видовме дека народ, не ве секајте, нема техничка влада на локални избори, беа оценети како скандинавски перфектни и изгубивте како, да не кажам што, ама ајде да не го кршам филмот. Сепак е време на новогодишни желби и на алиби играње. Така да, техничката влада мора да остане, затоа што оваа власт покажа со конкретни дела, со конкретни чекори дека не владее демократски. Благодарам. Оваа тишина после неговиот одговор веројатно беа оние моменти кога новинарите се прашуваа, тие присутните во салата, какво е тоа недемократско владење во кое власта, иако нема потреба од бројки во парламентот од опозицијата, сепак ги кани сите партии на дискусија, средба, лидерска, на дебата за заеднички став за важни прашања во државата. Ако тоа е недемократски, а веројатно е демократски да ги нарекуваш до вчерашните твои партиски другари дека биле квислинзи кои соработувале со Хитлер. Зошто? Затоа што рекле дека ја тераш работата во партијата во лош правец после најтешкиот пораз во историјата на СДС. Ако е тоа демократски, немам што да кажам. Освен дека некогаш реално и на докторот му треба доктор за пообјективно да направи проценка на работите. Сам кога се лечиш, особено ако си го оперираш мозокот, е како берберот сам да се шиша. Тоа на крај на ништо не личи. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со двајца искусни дипломати, Ристо Никовски и Ивица Боцевски, кои меѓу другото имаат богато искуство и работејки во Централна и Јужна Америка. Ќе откриваме не зошто некој ја црпна логиката од СДС, туку зошто беше црпнат и уапсен овој пат Николас Мадуро во Венецуела. Ќе биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојдовте во првото вечерно шоу за 2026 година. Ова 2026 мора да го повторувам за да се навикнам. Одмаравме на 1 и на 2 јануари, но денес продолжуваме директно со најактуелните теми во светот, би кажал, и каква рефлексија би имале тие на поширокиот балкански регион, односно Европа, Балкан и Македонија. Ова емисија можев да ја најавам и на следниот начин. Buenas noches, bienvenidos a el show nocturno de Bogdan Ilievski. Esta noche hablaremos de muchos temas muy interesantes con mis invitados, los embajadores Risto Nikovski и Ивица Боцевски. Затоа што и двајцата знаете шпански јазик, помалку или повеќе, поради вашето богато искуство. Добро вечер, bienvenidos. Muchas gracias. Одлично, одлично. На македонски или на шпански ќе терам? Ајде, како ќе ви дојде? Како ќе дојде. Сакам да ве поканим двајца, благодарам што одвоивте време да разговараме за она што го шокираше светот, почнувајќи на 3 јануари оваа година, од старт, The Big Brother реши да влезе во Венецуела, да го подигне од кревет председателот на Венецуела, Николас Мадуро, и да го преврти светот наопаку. Па директно амбасадор Никовски, меѓу другото, како што прочита во биографијата, од 77 до 81 година во Хавана. Точно така. Така, точно така. Имаш работено во дипломатската мисија на СФРЈ тогаш, така? Точно така, точно така. А Ивица е поранешен амбасадор за Бразил и цела Јужна Америка, така? Значи имам релевантни соговорници.
Повелете со Ова е ваши... друг регион, ваму се Карибите. А? Така што, тоа е Па друг добро, регион. сега американците ги нарекуваат пиратите од Карибите. Вчера 2 танкера исто така со хеликоптер. Знаете, одавде кој ќе се гледа Куба, например, Латинска Америка, мисли тоа е таму едно мало место. И ме прашува мене, кога беше на Куба, беше ли во Бразил, беше ли во таму. Јас доста пропатував, мислам, повеќе земји бев. Меѓутоа, слушајте, од Хавана до Бразил срета 7 сати, 6 сати, викам. Така да, тогаш се сваќа... Колку од Хавана до Лондон? Колку од одавде до Лондон, до Њу Йорк, да. разбираш. Така да, тоа се други димензии. Иначе, во врска со прашањево, видите, настанува со доаѓањето на Трамп во вториот мандат, настанува еден целосен пресврт во меѓународната политика, чие продолжување, чии крајни достигнувања, да речем под наводници, никој не може да ги предвиди. Прво, неговиот исчекор во однос на Русија, на Руската Федерација. Обидот за затоплување на односите? Не само во однос на војната во Украина, разбирате. Европа уште не се снашла што се случувало во Украина, меѓутоа, например, Джефри Сакс е едно чудо, овој американски врвни аналитичари, јасно рекоа дека војната во Украина е истото што се случуваше во 1962 година во Америка, кога беше ракетната криза на Заливот на Куба. свињите. Да, 61 беше Така. заливот на свињите интервенцијата. А 62 нуклеарната криза. Да, нуклеарната криза. Кога Америка, Вашингтон, Џон Кенеди свати дека има советски ракети одма на границата, не така, тоа е до Флорида е 100 километри отврлике. Светот беше најблиску до нуклеарна војна, блокирана беше Куба и Хрушчов покажа една флексибилност одредена, меѓутоа ги реализираше своите цели, мислам, целите на Советскиот сојуз, али тоа го чинеше кариерата. Тоа беше 62 година, 64 година, он беше сменет. По цели разбираме да имаат поголемо присуство во тој регион? Во целите што Америка, слушајте, Америка води погрешна политика Ги тргна ракетите од Турција. Першингот го тргна од Турција, меѓу другото, разбирате. И главното беше, Америка гарантираше безбедноста на Куба. Разбираш, така да двете основни цели беа постигнати, али тоа се сметаше во Америка, во Советскиот сојуз, бидејќи ракетите беа советски повлечени од Куба, како пораз, разбирате. И дека ова истото се случува сега во Украина де факто обратното истото. Ако Америка не сака, или и Сакс и други врвни, Чомски, Чосудовски, сите имаат зборувано, пишувано дека на времето, односно ако Варшавскиот пакт се обидуваше да ги земе во своите редови Мексико, не знам, Венецуела и така натака, дека Америка ќе ја уништеше, немаше никој да дозволи. Значи, истото тоа важи за НАТО во Украина, нели така? И уште бројни американски аналитичари имаат пишувано дека Украина е клучна за безбедноста на Русија и дека Русија никогаш нема да дозволи Украина да ја тргнат, да ја превземат и така натака и така натака. Сега малце, дали се украинците најзагрозени од новите потези на Трамп во Венецуела низ на еден начин да, видејќи велам, промената на политиката најсуштествена на Трамп беше во однос на руско-украинската војна, ето така да ја наречеме, бидејќи Трамп, уште Кисинџер има изјавено, вели, како се развиваат работи, вика, војна меѓу Кина, знаете, главниот противник на Америка е сега Кина. Вика, ако вака продолжат работите, вика, меѓу Кина и Америка, вика, војна неизбежна. А што направи Трамп? Рече, ако ние војуваме со Русија и со Кина, тоа е крај на светот, тоа мора да биде нуклеарна војна. Ние треба тргуваме со нив. Велам, една промена суштинска, длабинска. Нова парадигма на политиката. Меѓутоа, тој рече дека суверенизмот доаѓа. Па не баш. А сега испаѓа дека не. Прашајте ги во Венецуела, дали е така? Едно чудо се развија теорија дека мултилатерализмот сега ќе доминира.
Што исто е... И што паѓа во вода, значи све тоа паѓа во вода, разбирате. Така да, велам, значи, настапува еден нов период. Очигледно Трамп е контраверзна личност, сака очигледно да биде најголем американски председател во историјата, а тоа веќе е своевидна опасност, не така, за многу работи. И велам, цел свет се најде во небрано. Дали, Ивица, имаме нов светски поредок на Аљаска, може би исцртан на последната средба меѓу Трамп и Путин, кај што по вертикала некако може би си ги поделиле зоните на влијание, бидејќи денови ве слушаме во оние објаснувања. Малце навреда за интелигенција да се оправдува целата акција дека е била борба против наркотерористи, како ги нарекуваат, односно наркотерорист Николас Мадуро, кога и во самиот прв прес ги шокираше сите присутни и сите што го гледавме, верувам, го гледавме сите во живото и прес Трамп, кога кажа да, во ред наркотерористите, но викат сега ние за нафтата сме заинтересирани, ќе ја водиме земјата и ќе раководиме со бизнисите поврзани со нафтата. Значи, дали имаме нов светски поредок, дали Трамп започна да се однесува како Владимир Путин и... Нов светски поредок немаме. Меѓутоа, не постои веќе ни стариот светски поредок. И сега тука, може би најобаведен цитат од познатиот италијански теоретичар Антонио Грамши, тој вели додека старото се уште не е целосно умрено и додека новото се уште не е целосно родено, настанува ерата на сеништата и монструмите. Таму сме. И тоа е многу лошо. Посебно е многу лошо за една мала земја, која што се уште ги нема довршено, да ги наречем своите интеграции, условно кажано, еден ваков период. И од економски, од безбедносен, и од културен, и од секој поредок. Ако тргнеме наназад, да не одиме премногу наназад, меѓутоа, светскиот поредок за време на студената војна беше многу јасен. Светот беше биполарен, со два големи центри, Вашингтон и Москва, и секој од овие два големи центри настојуваше да контролира, условно кажано, својот дел од светот. Тој светски поредок се распадна во 1989 година со падот на Берлинскиот зид. Затоа може посебно да зборуваме што се случуваше и како се случуваше. И потоа настапи така наречениот унилатерален момент на Соединетите американски држави, кога светот имаше еден глобален хегемон. Се не значи дека може и тогаш тие да прават се што сакаат. Меѓутоа, точно е дека светот имаше еден голем хегемон, тоа беа Соединетите американски држави. Во моментов нештата се малку различни, веќе гледаме дека покрај Соединетите американски држави има барем уште две големи светски сили, можеме така да ги наречеме, едната од нив е Кина, втората е Русија, и гледаме дека веројатно има и некои нови сили во подем, од кои што се црта Индија во некој смисол. За жал, Европската унија, каде што Македонија има желба да се интегрира, не успеа да развие свој политички и безбедносен идентитет и со тоа и покрај тоа што е еден економски джин, па и културен джин. Дури некој велува дека е нормативна светска сила, во смисол дека законите што се пишуваат во Брисел стануваат глобално закони и норми. Во делот на она што во еден ваков свет е значено, во делот на тврдата сила, Европската унија за жал тука нема игра и тоа го гледаме во моментот. Така што, еве да одговорам директно на твоето прашање, и покрај тоа што сите ние природно, луѓето сакаме стабилност. Аљаска не е новата Јалта. Ке треба уште многу време да се дојде до еден начин како да се опфати ова целосното. Истата ќе станат уште полоши, денешната одлука на Соединетите американски држави за истапување од 66 меѓународни организации укажува на тоа. Некоја паралела, ако веќе влечеме, и ако не ги сакам тие паралелите, затоа што во историјата секогаш можеме да најдеме паралели и да ги злоупотребуваме. Да. Меѓутоа делува како во моментот 30-тите години кога Лигата на народите станува без заба. На почетокот кога е формирана Лигата на народите и покрај тоа што во нејзе не се присутни две големи сили, тоа е Соединетите американски држави заради тоа што Вудро Вилсон имал мозочен удар и Советскиот сојуз затоа што е исклучен како комунистичка земја, сепак на почетокот тоа е една организација која што е многу потентна, многу ученковита. Меѓутоа, како одминува времето и како ревизионистичките сили, пред се Јапонија, подоцна нацистичка Германија, фашистичка Италија стануваат помоќни, оваа организација бледне некаде во позадината и гледаме дека тоа е меѓу другото една од причините што се наруши тогаш глобалниот мир
ова не сакам, не дај Боже да се случи такво нешто, посебно во ера на нуклеарното оружје, меѓутоа јасно е дека се наоѓаме на точка, како што кажа Ристо, која што се приближува во однос на комплексноста и на опасноста за глобалниот светски поредок, како кризата околу Куба во 60-тите години, односно во моментов имаме една војна во која што директно е вклучена една нуклеарна сила и во која што главен сојузник на другата завојувана страна на Украина е другата голема нуклеарна сила. Така што светот е повторно на една многу осетлива ивица. Но не постои тензија меѓу Америка и Русија, каква што постоеше до пред некое време. Сега не знаем, види, истовремено излезе еден многу интересен текст, значи за сите ние што сме, да речеме, во оваа област, не само во новинарството, туку и во дипломатијата, во академската сфера, нешто проучуваме. Понекогаш овој период меѓу Божиќ и Нова година е интересен, затоа што тогаш знаат да пуштаат некои работи кои што, условно кажано, треба да не изненадат. Не знам дали видовте, во Нью Йорк Таймс излезе еден многу интересен текст, дека без разлика што навидом делува, дека Соединетите американски држави се повлечени од војната во Украина. Сепак, преку Американската разузнавачка агенција ЦИА и преку други тела, де факто Соединетите американски држави уште ја водат војната против Русија. Текстот може да се најде од најчитаните овие денови, што значи дека и покрај реториката која што оди кон мир, и покрај тоа што нели Витков и Кушнер беа неколку пати кај Путин и обратно. Сепак се држи одредено ниво на конфликт. Не само што се држи туку, очигледно дека не е намален интензитетот на конфликтот. Тоа што да зборувам малце за жал во покерски жаргон, меѓутоа еве од оваа дистанца ние од Македонија може и така да коментираме, дали е тоа еден чип на масата што го држат за да може да ги испреговараат сите нови позиции. Апсолутно, ама кога се води војна на 2 чекори си од катастрофа. Штом проговори оружјето, веќе нема шега. Мислам дека никогаш нема да употреби нуклеарно оружје. Друго сакам да кажам, војната која ќе почне, никогаш не знаеме каде ќе се доведе. Јас имав среќа, Ристо има многу повеќе среќа, да зборам со некогашниве партизани кои што било партизанското движење. Мислам, тие луѓе од нив го имам тоа земено. Не дај Боже, веле, секогаш да има војна, никогаш не знаеш која е цената на една војна. Луѓе што искусиле тоа. Меѓутоа, знаете што е најголемиот можеби апсурд денеска е дека нуклеарното оружје, што е најкатастрофално, најстрашно, е и гаранција на мирот. Точно така. Видите, секој е свесен дека се трнали во таа насока, назад нема. Иако секоја војна е опасна и нуди нели така ризик дека може се шири доди лево и десно. Од друга страна Венецуела ако имаше нуклеарно оружје, прашање е дали претседателот ќе беше дали ќе се осмелеше да трне таа. Видите, меѓутоа ова што Не, па еве сега имаш исто таква вест дека претседателот на Јужна Кореја ја замолил кинеската влада да влие низ дипломатски канали кон Северна Кореја малку да се намалат тензиите. Значи, кога имате нуклеарно оружје, ви имате осигурувач. Не. Тоа е тоа. Тоа ти е гарант одреден. Меѓутоа, ова ивица што рече, мислам, тоа свет, мислам, горе-долу држи. Меѓутоа, кога се зборува за Македонија, дека не ги завршила интегративните процеси, мислам, тоа е сепак недоволно карактеристично, недоволно прецизно за нашава земја, бидејќи, знаете, клучен проблем што има Македонија веќе од распадот на Југославија денеска е дипломатскиот проблем, разбирате, затоа што интегративните процеси, поготово нашиот влез во Европската унија, не символизира само интеграцијата, символизира и прифаќањето на македонската држава, разбирате, која се уште не е целосно призната, се разбереме, не е целосно етаблирата на мигрантната сцена и тука е символ Европската унија и тоа символизира покрај другото оно следното што е и клучното за нас. Македонскиот народ не е прифатен, македонскиот јазик не е за јазикот прифатен. пред 2 дена една членка на Европската унија рече дека е достапен јазик. Ама Богдан, да не одиме во една членка. Таа членка е, знаеме каква е, 150 години е таква, да не забораваме дека неодамна во Европскиот парламент, која беше извештај за напредокот на Македонија, на Народната партија, значи трите најголеми партии во Европскиот парламент, Народната партија, Социјалдемократијата и
либералите рекоа да се избегне да не се спомнува македонски народ и македонски Ги прифатија бугарските јазик. барања, да. Слушај, ама не е важно кој е. Значи, тие три главни партии застана за таа формулација, разбирате, и таа покажува се. Значи, трите најголеми европски партии де факто не прифаќаат дека ние постоиме. Пред да зборуваме за Европа и Балкан, сакам уште малку во Јужна Америка да ве држам. Јас мислам сега да предам, мислев и на тоа. Да, сакам за историјатот на конфликтот. Оттаму да почнеме да ги анализираме односите, зошто пред 5 дена влегоа таму Делта Форс и го киднапира председателот. Историјатот на историјата на Латинска Америка генерално ја знаеме од откривањето на Америка, условно кажано, нели, Кристофор Колумбо и сите други експедиции, шпанските освојувања таму, нивните борби за независност, обидите да се едно време окрупнат. Бидејќи целото име на Венецуела е Боливарска република, така. Тоа е 99-та чинам во уставот сменето кога доаѓа Хуго Чавес и нели сака да се идентификува со Боливар, со Симон Боливар, да. Ајде да тргнеме вака сега. Од каде? Од наназад или од нанапред? Од Хавана од Централна Америка и Кариби на кај Јужна Америка. Монровата доктрина, што тоа значи, бидејќи деновиве се така коментираат и од Стейт Департментот, мислам дека и Рубио тоа го каже или го коментира некои високи кругови во американската политика, дека сега Америка се враќа на Монровата доктрина. Па никогаш не заминала. Ако може само да му се извинам на... Значи, Джеймс Монро е петиот американски председател и последен од генерацијата која што е потписник на документите околу американската независност. Баш и последен од овие од Вирџинија, големите робовладетели, како што е Џорџ Вашингтон и така натаму. Монровата доктрина не го добива името кога тој кажал таа прокламација. После многу години подоцна. Тој едноставно кажал една работа која што во тој момент е многу поинаква од нејзиното денешно значење. Америка на американците? Буквално Америка на американците, ама на сите американци. Да, не сите само жители на целата Америка, и јужна и северна и централна. И тука мораме да бидеме малце внимателни, затоа што сите држави во Америка ги имаат создадено доселениците, или да бидеме прецизни, белите доселеници. Во англискиот јазик нема збор кој што за таа работа, затоа кај нас тоа не е познато. Меѓутоа во шпанскиот јазик, и тоа е влезено во македонските говорители, се користи зборот креолец. Креолец е белец роден на американскиот континент. Значи креолците ги создадоа сите држави на американскиот континент, од Аљаска до Патагонија долу. Сега, зашто е значено? На почетокот Монро, тогаш се водат војните за независност на Шпанска Америка, нели? Тоа е 1820. Крајот на 1810-тите, почетокот на 1820-тите години. Не ги признава Америка, е неутрална во однос на оваа цела работа, затоа што преговараат со Шпанија во однос на Флорида. Шпанија конечно решува да им ја даде Флорида. Откога ќе се ратификува тој договор, излегуваат и велат, тоа е Монровата доктрина, дека не смее да има нова колонизација од европските сили на американскиот континент. До сега беше што беше. Тоа е американско поле. Тоа е американски континент. Сега, злоупотребата во американската надворешна политика и внатрешна на Монровата доктрина почнува веднаш потоа, затоа што уште председателот Полк во моментот кога треба да се абсорбира Тексас, почнува да зборува за Монровата доктрина, подоцна мексиканско-американските војни, но критична точка е моментот кога Америка од една континентална сила, која што настојува да го освои целиот свој територијален појас од Атлантикот до Пацификот, станува глобална сила. Тоа станува со председателот Рузвелт. Председателот Рузвелт на Монровата доктрина, Теодор Рузвелт, додава нешто што се вика Рузвелтова крагна или околувратник, кај што вели дека Америка го зема правото да биде полицаец во односите на западната хемисфера. Што значи ова во превод? Во превод значи дека една провинција од Колумбија се отцепува. Они отцепуваат. Таа провинција денеска се вика Панама. Панама денеска се отцепува, што се вика утре дента подпишува договор да го даде каналот, да се гради.
Венецуела е интересна работа. Значи втората точка кај што ова на Рузвелт доктринава доаѓа до израз е Венецуела. Тогаш не е нафтата, тогаш е асфалтот. И сега ми е чудно, шо па сега асфалтот? Тоа е времето кога се асфалтираат патиштата по Америка. Асфалт им треба на луѓето, нели? Добро, пак и асфалтот е од нафтата. Од нафтата, да. И база. во тој момент, затоа што Венецуела е земјоделска република, тука ќе ни треба некој економист да го објасни, меѓутоа, ајде да кажеме конкретно, индустријските републики настојуваат да имаат совршен кредитен рейтинг, односно да си ги отплаќаат долговите веднаш и до денар. За разлика од тоа, кај овие републикиве каде што големите земјопоседници се главни, нема таква финансиска дисциплина, меѓу другите така е Венецуела. И Венецуела во тој момент почна да си игра со своите меѓународни обврски. Те плаќам, те не плаќам и така натаму. Британците, да не се враќаме те само да кажам, не, да кажеме, Да. британците, италијанците и германците настојуваат со топовници, тие се нели бродови, да си ги остварат правата. Рузвелт тврди не, ја тоа ќе оправам. Покрај тоа, во тој момент на Карибите, тука подобро ќе знае Ристо од мене, има неколку епизоди каде што маринците окупираат Хаити, Доминиканска република, Никарагва и така натаму. Значи Гранада е. Но Монровата доктрина се видоизменува само за времето на вториот Рузвелт. Тој го ведува една нова политика што ден-денес сите ја бараат во Латинска Америка, се вика политика на добриот сосед. Тој вели не интервенција и соработка. За жал, со неговата смрт престанува таа политика и логиката на студената војна повторно доведува до реактуализација на Монровата доктрина. Сега имаме ваква ситуација. Што е тоа што, условно кажано, можеби ја загрозува Америка? Првата работа е фактот дека ако ја земе како цел континент Јужна Америка, па еве цела Латинска Америка да земе, прв трговски партнер веќе не им се Соединените американски држави. Убедливо прв трговски Кина. Втор трговски партнер е Европската унија. Трета е Америка, потоа е Британија. Меѓутоа веќе и Индија тука почнува нели да се. Значи, тоа е едното. Второ, и тука ќе повлечеме една историска паралела. После повлекувањето, кое што е болно повлекување на американските трупи од Виетнам. И за тоа имаме жив сведок, може да ни кажува како дипломат за Виетнам. После тоа болно повлекување од Виетнам се случува детантата помеѓу Советскиот сојуз и Соединените американски држави. Меѓутоа, Соединените американски држави мора да покажат сила. Силата ја покажуваат на една точка тогаш, која што е мощна специфична, тоа е Чиле. Чиле избира демократски социјалист Аленде за и Чиле е оборен. За неговото оберување може на интернет да проверите. Убијање, Аленде е убиен. Да, нема има лента. Директен удар, државен удар на ЦИА. Пиноче кога доаѓа, да. Уште еден детаљ ќе кажам, понекогаш во дипломатска кариера човек која запознал интересни ликови, чилијанскиот амбасадор во Бразил кој што служеше со мене бил најмладиот член на администрацијата на Аленде. И во една прилика тој ми раскажа, вели, ние бевме возбудени, вика, сега слушаме тука се спрема можеби воен удар едно друго. Сакаме да го прашаме Аленде дали ги контролира генералите. И како помлади го прашуваме на еден од тие нели состаноците што правиме со генераливе. Аленде им одговорил: не се грижете, овие стариве ги пензионирав, имаме еден нов лојален лик го избра за шеф на генералштаб, кој Пиноче. Така што голема среќа. Голема среќа. Не, но сакам да кажам. Сврши работа. Да. Еве паралелата. Значи повторно имавме едно болно повлекување до Авганистан. Па не беа толку разболени. Мислам, да не одиме толку широко, видите. Моментално и од Вилсон па до сите американски председатели, основна американска политика беше дека Латинска Америка е нивното задно двориште. Дека тоа е нивна сфера на интерес и дека тука никој не сме да се меша. Куба беше првиот продор во таа насока, разбирате, кога, нели така, 59-та година, 1 јануари Кастро ја зема власта, Батиста го фрли на ѓубриште, разбирате, а Куба беше де факто колонија американска. И почнува еден нов период кога, нели така, и тоа влијание на директно влијание на Куба и како се вика, и Гранада и Никарагва и Чиле, разбирате, така да центарот на сите тие движења беше Куба.
И затоа беше затоа е таа диспропорција американска. Од 59-та година 1 јануари, денеска сме 25-та година, тоа е значи 65 години американската политика не се менува према Куба, а никакви резултати нема донесено. Јас не можам да го разберам тоа. Ако имаш фудбалски тим што победува, не се менува. Ако имаш фудбалски тим што губи, истиот ден го менуваш, разбирате. Така... Бугарите 150-60 години така се код нас, тие се многу понапред од Америка. Велам, значи тоа е ситуацијата и сега, бидејќи имаме промени во Мексико, имавме во Венецуела и таа, да речам, таа политика се шири. Бразил со Лула. Бразил со Лула, да. Блани со Лула, апсолутно. БРИКС тамо продира, нели така, и велам, ова што ги даваш ти тие податоци за економската соработка, знаеш, Кина доминира. Сега тоа е фактички Кина доминира, извини, и Пагранскиот канал е во рацете на Кина. Да. И нафтата во Венецуела во кинески раце, а најмногу што се плаши од некого моментално Америка е Кина. Фактички вака, се работи, се јас да симплифицирам, се работи за моментално битката е за превласта на централната и јужната хемисфера. Централна и Јужна Америка. Да. Така. Западната хемисфера. Да. Односно за и при што Кина пронаоѓа свој интерес, денови слушавме дека покрај Кина, Русија, дека дури и Хезбола, сега не знам дали беше употребено пропагандистички, но дека Хезбола ги тренирале венецуеланските герилци или не знам каква специјална гарда, па дека кубанците биле личната гарда обезбедување на Мадуро. И тоа е логично. На Мадуро. Во суштина битка е за превласт на оваа територија. Сега. Не, за ова ќе го прашаш Раби, значи најголема арапска миграција надвор од Арабија е во Латинска Америка. Значи некаде околу 60 до 80 милиони арапи христијани се иселени од Арабија и се доселени во Латинска Америка. И тоа е еден слој кој што е моќен и во бизнисот, и во културата и така натаму. Раби ти е подобар соговорник за ова. Индици, да, индици точно, да. На Карибите посебно. Има движење. Која е целта сега во суштина, што сака Трамп, како да ги измеша картите со овој потек? Дали имаше еден текст исто читав деновиве, фактички дека целта е меѓу другото да се удри Кина, која што користела добар дел од, вложила милиарди во државната нафтена индустрија во Венецуела и Венецуела извезувала таму. И сега, нели, Мадуро е сменет, оваа опозиционерката што доби Нобелова награда за мир ја избриша, бидејќи ЦИА пресметала дека подобро... Советна ЦИА е дека не сме да контролираме, да не сме да игра на опозицијата, бидејќи да нема конфликт. Ќе создаде конфликт, ќе создаде хаос во земјата, значи да игра сепак со екипата на Мадуро. Значи не е сменет режимот во Венецуела, режимот во Венецуела, злогласниот режим си останува, само сега ќе работат за Америка наместо да работат за Кина. Може ли така да се каже? Во основата на тоа се сведува. И Сирија. Ali vidite, тоа е прагматизмот американски. Американската политика секогаш била прагматична. Носи демократија кај што има нафта. Он оди по една линија. Ако таа линија не успева, он истиот ден врши промена, оди на друга солуција. Разбирате, тоа е прагматизам, еден длабоко за многу други држави не е карактеристичен. А која е стратегијата на Кина, Ристо? Што всушност Кина сака да ја ослабува Америка, сака да се засилува себе си или тие два процеси ја ги тера паралелно? Видите, моментално. Бидејќи Кина и во Африка е многу присутна. Во цел свет е Кина присутна, разбирате, да се разбереме на работа. Кина никогаш не била империалистичка земја. Она единствено во Виетнам била колку илјада години го контролирала Виетнам. Па на таа територија не ни треба многу. Ама добро, на руската територија уште помалку и треба. Точно така, да. Тоа повеќе треба, значи Кина никогаш не била империалистичка земја. И уште кога спомнавме Русија по распадот на Советскиот сојуз апсолутно не покажува империалистички амбиции. Апсолутно. Оно се случи во Грузија, ово се случува сега во Украина, Молдова. Добро, Чеченија веќе внатрешно прашање, разбирате. Тоа во Чеченија беше побуна. Беше и секоја држава е нормално одговорна за својот територијален интегритет, нели така. Али велам, во една Грузија, кај што го донесу американците Саакашвили, чисто американски
човек, разбирате, и тој сакаше да користи руска ефтина нафта, а да соработува со американците. Во Украина што се случи, нели? Исто ЦИА се замеша со Мајдан. Државниот удар во Кина, во Украина во 2014 година е ама директно дело на ЦИА, тоа да не се разбереме. Се зборуваше дека 5 милиарди долари се потрошени за тој удар. Нека биде 50 милиони веќе пара. Прашањето што го постави за Кина. Да. Интересот на Кина е многу едноставен. Значи, во огромен... Чекай ми го зема зборот. Памти таму, нека доврши. Ми го зема зборот, знаеш. Видиш, значи, одиме пошироко тука да видиме такво. Значи, велам, Русија никаква империјална политика немаше, разумеш, после тоа. Напротив... Освен Америка, сакаш да заокружиме. Види, Америка ова сега покажува некакви такви амбиции. Америка умеѓу време го тргнеше цел свет, разбирате. Добро. Како униlaterален светски центар, да се разбереме. Како во Украина, така и во Бразил се случувало, нели Лула го спомнавме, при што ударот врз Лула, односно председателот на работничката партија во Бразил, никогаш не бил комунист, но председател на работничката партија во Бразил, дури, не знам, мислам дека и документи или излегоа, или истражување новинарски, дека да, големиот брат и таму замешал некој прст. Не е спорно. Дај да ги спомнам овие другите случаи, да се вратиме пак на Кина. Кина има стратегија, економски развој. Тоа е на некој начин индиректна економска, нели така, доминација. И тоа го прави на еден велелепен начин, разбирате. Кина никаде не се меша во внатрешните работи на било која земја. Немало чизма да тропне никаде. Никаде, она не се меша. Тоа е нивната, ако сакате, политичка филозофија. Купуваат, што прават, така? Они оди со економијата, разбирате. Пристаништата во Грција, Драч. Ама не во цел свет. Во цел свет, конкретно имаме што се случувало во Венецуела, која е најактуелна сега, не така. Така да, велам, или Панамскиот канал, да се разбирате, што е исто така актуелно. Значи, кинеската политичка филозофија е економскиот развој. Знаете, на крајот од денот, во сите, Никола Груевски беше тука врвен, он кога дојде во 2006 година на власт, рече, луѓе, дајте да се посветиме на економскиот развој, сите други проблеми, ако трнеме на еден брз развој, ќе бидат релативизирани. И меѓуетнички односи, и се друго ќе биде релативизирано. Тоа го прави Кина денеска, разбирате. Така, затоа и Америка е од тоа уплашена. Веќе 40% од белата техника во светот е произведена во Кина, разбирате. Не само податоците да не ги се, нели така, да ги копаме од меморијата, се невидени. Доминацијата нивна е таква. Знаете, во Кина има веќе 50.000 километри брзи пруги. А тие брзи пруги во цел свет нема толку, нема 20.000 може би во цел свет, разбирате? Тоа е невиден напредок. Чудото го направи. Јас работев во Кина од 1972 до 1976 година. Пред да одиш во Хавана. Пред Хавана. И 77 бев 3 месеци повторно, кога беше Титовата историска посета на Кина, нешто што беше невидено во светот, фараонска една посета. Сум гледал оние дечиња кои што пеат. Тоа беше прво во Северна Кореја, тоа беше последна голема турнеја Тито. Прво беше во Москва, беше во Пјонгјанг и во Пекинг дојде, разбирате. Тоа беше нешто невидено. Значи, кинеската филозофија е економски развој. Тој период кога бе јас таму беше во 19-тиот век, можда на почетокот, сега е во 22-тиот век Кина. И на тој начин таа со тие своји свилени патишта, нели така, пати и како се вика и колан и ремен, како се вика, мислам, не е важно таа нивна филозофија, највише ги загрижува американците. Американците со што го доминираат светот? Со економската сила, со доларот. Со доларот прво, економската сила и после доаѓа војната сила и технологијата и се друго, разбирате. Така да и затоа се уплашени од Кина, разбирате. И овие потези што се преземаат сега е еден пресврт во таа светска политика, значи доста беше таа доминација и развој
продор на Кина во сите светски пори, разбирате, во секаде ни светот, Африка доминира, Азија доминира, разбирате, Кина во еден број, едно чудо земји, сваѓате. Така да Латинска Америка исто така. И сега ова е обид да се тие тенденции кои се спротивни на американската доминација, која, велам, се нагласи после распадот на Советскиот сојуз и на Југославија, која стана унилатерална светска доминантна сила и единствена суперсила, да се на некој начин, разбирате, врати таа позиција која имаше Америка и да сите тие негативни тенденции пред се од предизвикот кој доаѓа од Кина, да се прекине, да се спречи на еден индиректен начин и да се избегне на крајот, тука позитивната димензија е што ќе се избегне директниот судар меѓу Америка и Кина. Дали ќе дојде ќе биде, дали да тоа ќе се случи ќе видиме. Можно ли Русија да стане најважниот стратешки партнер на Америка во ова војна со Кина? Не. Економска. Можеше. Веќе не. Барем ја така мислам. Иако нели нема нево историјата, да. Меѓутоа можеше, ми се чини. И не само тоа, има понуда за таква работа. Еве сега дури излезнели документот го виде кога во разговорите први меѓу Буш и Путин побарал членство на Русија во НАТО. Да, тоа го имаше и во документарецот на Стоун, мислам. Да. Меѓутоа, ова само или не интервјуто на Такер Карлсон. Само да се вратам на ова, што го праша. Кина интересира една работа. Латинска Америка, за жал, долги години се уште е сировинска база за светот, за светските индустриализирани земји. Затоа што извезува огромна количина на земјоделски производи и рудни богатства и repроматеријали. Дури и ние нашиот да го видиме, ние имаме страшен дефицит во однос кон тие земји, затоа што увезуваме од таму repроматеријали, нешто ситно храна, земјоделски производи, нешто ситно што извезуваме од зониве за автомобилските индустрии таму во моментов не зборувам. Меѓутоа сакам да се вратам. Кина, затоа што има глад за ресурси, сака да го осигура протокот на овие repроматеријали, значи на рудните богатства и посебно на храната, која што се произведува во овој дел од светот, нели Бразил е земјоделски светска сила. Џин, нема производ во светот што не се први во производство. Мислам само смокви не се број еден во светот, така нешто. Меѓутоа, да се вратиме, значи тоа е исклучивиот интерес на Кина. Соединените американски држави таму имаат сериозно присуство, не само во однос на тврдата сила, односно соработката, него и во сите други аспекти. Например, најголема амбасада на Соединените американски држави во светот се наоѓа во Мексико Сити. Второ место беше Москва, веќе не е. Трето место беше Бразилија, сега второ место е Бразилија. Во првите 10 по бројност на американски дипломатски представништва во светот е меѓу другото генералниот конзулат во Сао Пауло. Значи, ви кажуваат колкав е интересот на таа земја што се однесува до нив. Сега, она што не го кажавме, кој им е сојузникот таму, затоа што нели невозможно да си таму присутен без да имаш некој сојуз. За жал, има и за среќа за жал, од една страна средната класа, затоа што ако нешто ги одлукува овие земји, не Куба, каде што бил амбасадорот, меѓутоа остатокот од Латинска Америка, имате страшно социјално раслојување. Значи, имате најбогатите, нели, секаде во светот се класа за себе, нив не ги гледаме. Меѓутоа, меѓу средната класа и работничката класа во овие земји има провалија буквално, која што е неописива. Например, ние не можеме да согледаме таа. Животот на еден припадник на средната класа во овие земји, споредено со животот на човек од работничка класа и сиромаштија, е незамисливо различен. Така што кај средната класа точно е, има еден вид на поддршка кон Соединените американски држави и не само тоа, туку тие се гледаат како посакувана дестинација, студирање и така натаму. Дели од тврдата поддршка за овие радикално десничарски лидери, како што беше Болсонаро во Бразил, како што е Милеи во Аргентина, токму доаѓа од нив, дури и профилот на најчесто млад маж од средната класа, професионалец, е пламен поддржувач на ваквиот тип на... И сите ги нарекуваат мали Трамп. На лидери. Па не се мали Трамп. Болсонаро го вика, како беше, тропскиот Трамп. Да. Меѓутоа, види, секој од нив расте од таа средина, така што тоа е отприлике сојузништвото. Сега, тука не се сите земји беззначајни, условно кажано. Па и Венецуела е 30 милионска земја со страшни ресурси. Меѓутоа има две сили кои што се регионални сили таму. Тоа се Мексико и Бразил. Тука да немаме никакви дилеми. И факт е дека во моментов имаме председатели и председателката Шајнбаун во
Мексико и председателот Лула во Бразил, кои што не се во иста идеолошка семејство, така можеме да го кажеме, со Соединените американски држави. Соединените американски држави. Додека пак, еве, на југот сега, во Чилен ли го избраа Каст. Имаше една многу интересна епизода. Тука не ја следиме затоа што не ни интересира. Меѓутоа, председателот Пјетро од Колумбија рече јас со него нема да се ракувам зашто тој е син на нацистички бегалец. Рече, меѓутоа веднаш овој што досега беше председател тој Борич, левичарот рече немој бе така да зборуваш, вика, тој е легитимно. Хрватот. Тој е левичар, веќе, тој е легитимно избран представник на мојата земја и затоа што сакаме да соработуваме, ти со него ќе се ракуваш, ја велам дека тоа треба да го сакам да кажам. Се најавува кај големиот брат дека комплексна политика. Меѓутоа само една епизода. Во моментот кога е избран Лула за председател, Лула е малце полево. До тогаш Кардозо е председател, познат исто политичар. Има една фантастична книга напишана, се вика 168 дена. Толку трае транзицијата од изборите до изборот на новиот председател. Во тие 168 дена, председателот Кардосо што заминува, председателот Лула што доаѓа, целата енергија ја насочиле кон Буш и кон Соединените американски држави за да се избегне да има прекин во односите меѓу Бразил и Америка и да дојде до непосакувани акции како е ова што гледаме подигање од кревет во 3 сабајли. Да, нели. Меѓутоа пак да се разбереме, значи Соединените американски држави таму проектираат и мека моќ, култура, нели, дипломатија, бизнис соработки и така натаму, меѓутоа неприкосновени се во делот на тврдата моќ. Во тој дел другите светски сили таму немаат никаква игра. Ништо спорно, но сега ќе имаме како на Јутел или беше така, они као нас нападају, ми се као бранимо, бидејќи синот на Мадуро одржа пламенит говор во нивното собрање кога ја бира заменичката, заменик председателката кога полагаше заклетва, па номинираа други членови во новата влада. Односно луѓето таму сега треба да имаат привид дека се ќе си функционира нормално, освен трговските договори на Венецуела. Кој што патем читав е крстена Венецуела, што тоа значи мала Венеција. Бидејќи на Алонсо де Охеда, кој што според некои бугарски параисторичари е Драган де Охрида, односно Драган од Охрид, кој што бил бугарин и бил со Колумбо таму и откривал Америка, но ништо не да во светот на фактографијата тоа не е да чудува. Во секој случај 3 јануари ќе опамтиме како уште еден од датумите кога ништо не е како порано. Што може сега да се случува со Гренланд, Колумбија, Канада, односно сега што беше шок терапијата? Трамп го укина USAID. USAID беше меката моќ, како Америка делува длабоката држава. Но како Америка ги остварува своите интереси во надворешната политика, ќе си најде boots on the ground, ќе се локалните невладини организации, ќе им фрли паричка, ќе ги индоктринира во таа долар доктрина. И прави шарени револуции. Да. Сега овој го укина тој механизам. И сега немаме па оној другиот начин на делување со најтврда моќ, како што се носеше демократија во Египет, во Либија, во Авганистан и така натака. Туку имаме 3 сабајле, 150 летала наоколу, 2-3 хеликоптера, го земаме председателот и од утре репреговараме и работите не се веќе такви не е прв пат. Какви што беа досега. За Нориега ќе ми Нориега, да. Така? Да, Нориега беше точно. Но што може сега и веќе го нема ни оној дипломатски говор, дипломатска завеса позади, кога со една фина реторика, барем малку срам ќе се држи, за да не се зборуваат работите. Го нема лицемеријата. Го нема лицемеријата, точно така. Кој што лицемерие знаело да биде и корисно, бидејќи малце ги инхибира тие најниските страсти кај некој човек, пример, некој алфа како Трамп ќе удри на масата и ќе рече go and get them, boys. Види, нема никаква дилема. Треба ли да се плашат колумбиците, канаѓаните, гренландјаните и докаде тоа не може да случајно. И реакцијата на Русија би те замолил. И на Кина, но е поважно на Русија, кој што па сега има свој интерес во својот поширок двор, во атарот, зборувам за Украина. Беше исто, као они нападају, ми критикуваме. Односно, срам да ви е американци. Сепак е осуда. Види. Тука има лицемерие.
Мислам, осуда за осуда е да, А слушај, но значи, сепак таа си огледа своето интерес. Ама фала Богу, видите, основно уште Палмерстон го има кажано, вика, пријателите во 1848 година. Претходно, да, точно. Не би се кладел за годината, али мисля, че ни 48 година беше, кога рекол, Лорд Палмерстон, кој беше министр на дворешни работи на Британија, кој рекол дека пријателите и непријателите се менуваат. Трајни се нашите интереси и наша должност е да ги браниме. Ова е нов почеток. Видите, тие спомна, мисля, на почетокот да ги спомна Обединените нации. Ова е нов доказ дека Обединените нации се веќе на маргините. Не на маргините се веќе не постојат. Прво ти да спроведуваш санкции на било кој начин, што го прави Европската унија према Русија, без Советот за безбедност на Обединените нации, тоа е нелегално. Разбирате? Значи, уништувањето на Обединените нации како некој светски фактор е веќе сега до тоа ниво да, мислам, сето тоа што тамо се случува во Њујорк е веќе безсмислено и нема никаква вредност. Значи, нема никаква дилема, се вратиме на темата, дека оваа американска политика е започната и ќе продолжи. Најверојатно второто ќе биде Гренланд, разбирате, тоа меѓу другото е територија во Америка, тоа е преку 2 милиони квадратни километри. Но под владение на Данска. Под Данска во рамките на данскиот устав и Данска троши доста пари во тамо, меѓутоа Еве овој ќе им ги заштеди сега. Меѓутоа не само што им заштеди, него знаете некој спомна од неговите прво сопругата, од неговиот заменик на шеф на кабинетот ми се чини, а сега и тој се појави. Шефот на кабинет. Милер, ли како се Многу вика, јасно и гласно. Многу јасно и гласно кажа дека ако треба и со војна ќе го Ама после земе. демонстрацијата на сила, малце, нели, друг светот где предходно викале, знаеш, нема веројатно, не личи. Ама Меѓутоа сега сега веќе нема дилема. Меѓутоа најновата вест е дека тие преговараат и дека наскоро ќе дојде делегација и од Гренланд и од Данска и видите таму се 65.000 луѓе се таму. По $5.000 ете ми да сите ќе гласаат за Америка. Према тоа е вториот, меѓутоа прашање што понатака. Рубио е кубанец, неговите се оцелиле од Куба пред да дојде Кастро, 56-55 година, он е роден во Америка, меѓутоа неговата желба може да замислите дека е Куба, разбирате. Да, таму Куба и Никарагва се сега поинаки. Да, Венецуела, Куба и Никарагва сега. Значи велам, сите стрепат веќе. Канада, почна со Канада, разбирате. И ако сакате во некоја логика, единствена Америка со се Канада ќе стане уште супер сила, разбирате, ќе биде тогаш ќе биде по територија рамна на Советскиот сојуз, на Руската федерација. Руската федерација има 17 нешто милиони квадратни километри, Америка има 9 милиони и не знам колку, Канада има 9 милиони и знам колку. Тука се близко. Најакото е дека сега веќе секој сценарио е возможно и всушност ние разговараме за ова како опција. Да, мене прашањето е дали е потребен овој театар, затоа што еве сега излегува и тие податоци. Кој театар? Па на пример, излегува податоци дека Данска во делот на Гринланд има дозволено и стационирање на американски трупи секојаш кога ќе посака има американска дека концесии добиваат секојаш кога ќе побараат нели за истражување на рудни богатства и така натаму и се што е врзано со безбедноста и така натаму. Делот на Канада, каде Канада не соработува со американски држави, во кој дел? Затоа прашувам. Добро, делот тоа сакаш да кажеш пропаганда. Не. Целата ова драма дали е потребна? Тоа е малку. Не, види, не се работи за никаква драма, се работи за конкретни политички потези, разбираш. Ова се случи во Украина, е преседан како до сега имавме на времето во Панама, али Панама било пред во Венецуела што се случи, мислам? Да. Украина бидејќи рече лапсус лингва. Реков Украина, не, Панама, мислам. На Панама мислам што се случи. Истиот сценарио беше. Разбирате, стичи да го направи Картер, сакаше да го направи на времето во Иран, кога беа заложниците и затоа не беше реизбран. Тоаш не му работеа хеликоптерите. Така да, дека можеме да кажеме, операцијата која беше реализирана е нешто, да не речем идеално нешто,
таква операција да се направи во една држава против еден председател, слушај, тоа е просто незамисливо. Како на филм дело, така и Трамп гледавме како на филм. Како на филм, значи. Тоа, но може ли тоа да значи дека се Америка ќе се фокусира на западната хемисфера и дека нема да се занимава со Иран, на пример? Ќе се занимава со Иран, ќе се занимава секаде, она својата меѓународна позиција ќе ја држи. Ова на Балканот се чини дека не е нешто. Ама слушај, Па не би рекол. Како не би рекол, последната закон што го донесува. Не би рекол. Балканот посебно се спомнува, разбирате, што Посебен закон нели, каде што нема отстапување од претходната политика. Така да што за нас може да биде негативно тој закон, кај нас имаше некои рефлексии недоволни, тоа е документ од 33 страници, разбирате, кој очигледно има таму разни уште детали, јас на први не сум го видел оригинал, не сум го. Не, ама види, јас сакам да кажам, еве, во дипломатијата најчесто. Да одиме сакам кон Македонија, бидејќи имаме уште 15 минути. Во дипломатската школа нашето МНР, ликови како Ристо се добри затоа што знаат ке помладите да предизвикаат еве интелектуална дебата. И еве. Добро. Што би подсекретарот на времето што би ме прашал мене како најнизок таму. Што е најлошот сценарио за нас во моментот? Еве го најлошото сценарио. Најлошото сценарио е го нема НАТО. Еден ден. А возможно? Возможно е. И најлошо сценарио е еден ден Америка вели ја веќе немам договори за стратегиско партнерство со никого. Како што има сега и со Македонија меѓу другото. Слушај, немаме договор, па не ги мешите да работите. Ние имаме декларација за стратегиско партнерство која беше утеха за НАТО ветото и тој документ е пола страница. Меѓутоа, еве, најлошото може сценарио е еве. И тоа е декларација, декларација е изјава. Да, се повлекуваат од изјавата, се повлекуваат од НАТО. И безбедносната равенка околу нас се променета. Не видите, мислам дека што правиме тогаш? Видите. Значи тоа е сега нешто што треба да размислува нашето, нели, не, видите, Америка НАТО ќе го задржи затоа што се уште е алатка во пошироки светски рамки. Она ќе презема вакви акции како што е Венецуела, можеби на Гренланд, можеби во Панама, не дај Боже и во Канада, мислам до тамо нема веројатно да оди. Али НАТО останува алатка на поширок план, разбирате. И таа може во Германија да преземе ваква акција. А знаете што во Daily Telegraph? Па не верувам. Телеграф нешто имало вест во Телеграф, текст вика да се надеваме дека следното ќе го земат Стармер. Слушај, таа покажува одредена шега, али не само шега, разбирате. Ја мислам дека треба да бидеме искрени дека кога се случува ваква работа, дека се е можно. Дека е можно дури, значи во моментот кога е јасна намерата да се излезе од да се смени досегашниот тек на работите, паметна земја, нели, ќе ги гледа своите најлошите сценарија. Најлошото сценарио за нас е тоа. Добро, и сега што би требало да правиме ако го знаеме најлошото сценарио? Бидејќи на крај ние пак сме овдека, нели, меѓу исток и запад. Географијата ни е едноставно таква. Ама сега, нели, може на три дел да ги гледаме нештото. Нели, еден начин на однесување е да се усогласиме со американскиот светоглед и надворешна политика, што и го правиме. Другиот начин е со Европската унија, третиот начин е, нели, оној најмалку зборуваниот, посакуваниот од независноста од денес е, нели, да се гледа кон исток. Како би требало да делуваме ако го имаме утврдено најлошото сценарио, Ивица? Па според мене види се, првото е одиме во она најпредвидливото. Она што го спомнав на почетокот, тука нема согласиме со Ристо, сигурен сум. Односно мислам дека се уште за овој дел од светот и во политичкиот, во економскиот дел па да не збориме. Критични се европските интеграции, значи нашата економска размена во огромен дел, над 80% е со единствениот пазар. Ние мора од нешто да живееме. Значи, во секоја наша политичка анализа, во секоја наша економска анализа, во секоја наша безбедносна анализа, ова е прва работа. Ако вие сте 80% врзани со една економија, кој е вашиот избор? Што може вие да правите? Ако кон тоа ја доведеме и размената со Турција, која што е во Царинска унија со единствениот пазар, со регионов кој што е во исти односи, па, нели? Така што апсолутно нашите односи со Брисел, меѓутоа и со критичните земји од таму, збориме за Париз, збориме за Берлин,
Збориме за Рим, збориме за Варшава, збориме за Мадрид, се критични. Друго, за жал гледаме дека регионов е многу нестабилен. И нашите односи со многу земји од тука не се добри. Мојот фокус, доколку ја одлучувам, би било регионалната дипломатија од секој аспект, дури и со тие со кои што имаме добри односи, и со тие со кои што имаме совршени односи, но и со тие со кои што имаме слаби односи. Затоа што совршени односи со никого немаме, па, али? со Словенија, да речеме. Нема никакви односи со Словенија. Ама ајде. Нема спорни точки. Па, не, мене ми пречи Ристо кога ќе кажат нели нашето стратешко партнерство со Америка и со Турција. Мислам нема логика. Такво нешто со нема. Словенија можеме тука, Такво ама нешто нема. нешто вакво. Сакам да кажам, значи тоа би биле тие некои излезни варијанти, евентуално исто и во делот да видиме, да премериме економска дипломатија околу нас, дали ќе се менува, дали земјите од Блискиот Исток во овој дел од светот ќе имаат некои значителни инвестиции, трговија и така натаму. Досега немаат. Меѓутоа да видиме, да испитаме и тие можности. Веројатно, ние мораме да ги ако имале таков план, да ги испитуваме, да ги испитуваме тие пазари и да ги избегнуваме точките каде што гледаме дека овие земји со кои што соработуваме стануваат нервозни. Како меѓу Америка и ЕУ, бидејќи постои нервоза, како ние да жонглираме тука? Па ти реков 80% сме врзани економски со како. Се знае како каде. Ама безбедносно сме поинаку. Без разлика се види, ти мора од нешто да живееш. Економијата е таа што ги детерминира работите. Но, окей, ајде контратеза. Баш во име на економијата и на европските интеграции, може ли да се надеваме или реално ли е да продолжиме да се надеваме дека е добро да имаме, добро е да се трудиме да имаме најдобри можни односи со големиот брат, односно да ги поздравуваме сите акции на американската надворешна политика, дури и во ваков случај како со Венецуела, се со цел утреден да сметаме на тоа дека покрај интересот ќе има значение истото и во некако можем притисок врз ЕУ за Македонија. Имаме доказ дека тоа не се случи. Например, ние дали ја поддржавме интервенцијата на Америка во Ирак? Со таа надеж. 2003-та. Да, ја поддржавме ли? Целосно ја поддржавме. Пративме војска. Пративме луѓе таму. Пративме војска. Видите, мислам, прво има повеќе прашања поставити во тој контекст. Прво околу НАТО. Американскиот интерес за НАТО е намален, во смисол што НАТО е формиран де факто за одбрана на Европа. Од Советскиот сојуз. Непријател беше Советскиот сојуз. И тоа идеолошки непријател беше, што е сега сосема нова ситуација која нема, знаете, идеологијата е нешто клучно, носечко, одлучувачко. Сега идеолошки разлики нема. И тоа веќе ќе покажува дека се работи на сосема нова ситуација. Значи, НАТО беше де факто формиран ради како и така после се дуваше и Варшавскиот пакт и така натака, тој ја исполни својата работа на некој начин и Америка сега со тие 5% со нели така од БДП за НАТО и така натака се дистанцираше на начин, вика тоа е веќе ваша врска, доста јас плаќав и во тоа има логика. Тоа создава една нова ситуација дека Европа сега се изгуби, е во хаос, апсолутен хаос е. Европа не знае што да прави, разбирате. Сега Франција и Британија одлучија ќе праќаат сили војска ќе праќаат во Украина, па тоа е надвор думот. Тоа е влегуваш во војна со Русија. А знаете, Европа без не може... поддршка од Америка. Без поддршка, противно од американските политики, не без поддршка. Значи, вие основното правило. Многу земји можеби такви потези влечат за внатрешен пиар, за нели ќе им дојдат избори до година и сега ќе зборуваме нешто што домашната јавност сака да ги слушне. Како пример Бујар Османи овде што викаше Русија мора да биде поразена. Мислам, добро, тоа е веќе албанска политика. Види, значи и Славјанка зборуваш исто? Славјанка као министер за надворешни да зборувале. Добро, Славјанка. Тоа не е албанска политика, каква е таа? Добро, која беше таа? Тоа е внатрешен пиар. Да. Тоа е внатрешен пиар. Значи, никој не се пријави за доброволец. Основното е Европа како таква. Првите идеи за обединување на Европа доаѓаат од руски интелектуалци. И Европа не може да биде обединета, не може да биде безбедна. Без Русија? Без Русија. Не може да биде просперитетна без Русија. И Турција. Молам?
И Турција. Добро, и Турција се доаѓа, нели, неотоманизмот доаѓа, и Турција има све поважна улога, меѓутоа Русија е клучна. Турција исто така, а Европа, Турција нема никогаш да ја вклучи. Ама европска земја е. Молам? Двата најголеми европски градови се Истанбул и Москва. Ама јас не спорам со тоа, меѓутоа ради исламот, ради доминантното население на Турција, тоа веќе не може да помине. Значи, тоа е првото нешто. Второ, НАТО, велам, американскиот интерес за НАТО за делување надвор од Латинска Америка. Таму све може да прават, меѓутоа овдека, почнувајќи од Блискиот Исток, продолжувајќи до Иран и така натака, НАТО им треба. И во Европа поготово. И тоа ќе опстане. Европската Унија. Европската Унија се е еден апсолутен хаос, разбирате. Немат никаква политика. Све што прават е погрешно и надвор од умот, ако сакате. Спротивно на долгорочните европски интереси. Јас се сложувам. Македонија треба да направи се за да влезе во Унијата. Тоа е едно цивилизацијско достигнување. Меѓутоа, не по секоја цена. Апсолутно. И јас почетокот спомнав, сега ќе повторам дека клучниот проблем кој го има Македонија по распадот на Југославија е дипломатски. И решењата треба да се бават на дипломатски начин, а ние за тоа не бива. Нашата дипломатија не е на ниво кое ни е неопходно. И затоа треба да се меѓу другото подхитно странски експерти. Албанија е позитивен случај во регионот. Еди Рама на времето го имаше Тони Блер за советник. И тоа некој имаше советник да го советува, да учи од него, разбирате. Ама и Вучич го има, па некако не му иде. Добро, Србија е друга приказна. Србија е друга приказна, Србија. Али во секој случај види Албанија што направи по многу што. Значи ние треба да правиме се за Европската Унија и Европската Унија ќе опстане. Прашање е пазарот ќе опстане сега. Види, улогата која имаше Европската Унија на светски план се пропадна со оваа американска конфронтација, зашто Америка веќе и порано беше прашањето дали ја прифаќа, дали ја тоа е најголема американска грешка. Ако имаат Америка, дозволи, ако има Америка некој природен, логичен партнер, тоа е Европската Унија. Така е, тоа сега кажеме, дека мора да постои некој сврзно ткиво, нешто што ќе врзува целата приказна. Една паралела само направам, многу брза, зашто имаме уште 3,5 минути буквално. Но и Јужна Америка, ете, во времето на пример Симон Боливар, тој имал обид, нели, да ја обедини цела Јужна Америка. Не само тој, Джеферсон за тоа зборува. Тука има цел, која што, нели, идеја не функционирала затоа што е огромна територија, разни народи, разни интереси и секогаш Британија, прво Британија, после Америка, нели, па се трудат да не е баш толку обединета за да си ги гледаат тие своите интереси. Југославија е слично приказна, Европа кој е сврзното ткиво што ќе ја одржи и ќе ја заштити на крај на денот од економскиот интерес, пазарот 100 пати го спомнав. Значи место кај што се прекршува, како не е доволен. Место кај што се прекршува интересот е тој. Меѓутоа, пазарот не е само врзан само со делот на економијата, слободното движење на луѓето. Значи тука и образованието, нели, и така натаму. Повторно е врзано со тој проект, така што тоа врзува. Тоа врзува. Во делот на политиката гледаме дека има проблем. Гледаме дека институции има проблеми и околу движењето, слободното движење во Европа веќе се не функционира во еден добар дел. Добро, сега има се затварат границите. Неко нас збориме. И тоа е лоша, тоа е многу лоша работа. На пример, еве сега една работа што мораме да потенцираме и мораме, значи, тоа што е позитивно треба да се каже, тоа што е лошо треба да се каже. Воведување во дигитални визи кон земјите од Западниот Балкан, не знам како да го оценам како една огромна и колосална глупост. Значи, ја разбирам тие да воведат дигитални визи кон Колумбија, еве сега збориме, кон Бразил, со кои што немаат исто визен режим. Ама кон нас, земји кандидати да воведат дигитални визи, е вон секоја здрава памет. Баш што не станува збор за некој биолошки закон или физички закон, станува збор за одлука, нели, која што може да се промени, ако се сака. Но, само да се вратиме на оваа тема. Мислам дека, без разлика, значи, после војната меѓу Русија и Украина незамислива е. Барем во делот што се догледува. Било каква соработка меѓу Русија и земјите од Европската Унија, тоа исклучува било какви односи и на долг период е тоа исклучува и односи наши со Русија. Тоа е тоа. Разбирам. Дали може во делот пак е грешка. Ама мора се тоа. Видите, извини, значи ако е јасно дека Европската Унија следните 10-15 години нема да се шири и 20 може да никогаш повторно како до сега
Втора лига веќе е формирана. И во таа ситуација кога ние трчаме како прле пред магаре со дека нашата дворешна политика е целосно унифицирана со Европската унија. Зашто? Што добиваме ние од Брисел? Ништо не добиваме. Некоја ситна помош, некоја техничка помош, така натаму. Значи, заради нестабилноста на европската политика, значи, фокусот кон Брисел, кон главните градови на клучните за европски земји и кон регионот. Па и Турција, ве споменавме, мора да биде во моментов еден невиден фокус на македонската надворешна политика. Во делот на Соединените американски држави, да, имаме стратегиско партнерство, меѓутоа се разбира дека сите наши потези мораме да ги координираме со нашите европски сојузници. Ристо, за крај 20 секунди, има ли шанса ако Украина пошто потоа пикаат во Европска унија и ние да се качиме на тој воз? Не. Прво јас тврдам дека никогаш Брисел нема да ја прими Украина како равноправна членка. Ова е чиста Туку за втора лига ти зборуваш. Ова е чиста психолошка поддршка дека нели така милиарди таму фрлаат. Со вас, да. Да, милиарди фрлаат и како нели излез од таа ситуација, нели НАТО отпадна, па ева Европска унија. Тоа нема да се случи бидејќи една третина отприлике од и дури повеќе 40% од буџетот на Европската унија оди за земјоделската заедничка земјоделска политика. И влезе ли Украина, сето паѓа во дар. Најголем корисник е Франција, а велам, значи нема теоретска шанса да влезе Украина ако во мировниот договор биде тоа, да. Значи, ако има брза пруга за Украина во мировниот договор, ќе закажеме нова средба за некој месец, Ристо, со тебе се гледаме наредниот месец кога ќе ја промовираш твојата книга. Muchas gracias, амбасадорес Ристо Никовски и Вица Боцевски. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Се гледаме утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро ноќ, Македонијо, главата горе.